Од фотографијата која што е навистина многу моќна и дава толку многу информации за содржината на нејзе, ние се селиме на разговорот кој што ја обединува нејзиното височество, книгата. Таа која што никогаш не излегува од мода, зборот кој што е најмоќното оружје на нашата денешна гостинка, Оливера Јовановска, која што за прв пат ни е гостинка во утринската на Алфа, писателка и поетеса наградувана на 2 континенти и дама која што и живее на 2 континенти. Добро утро и добре ни дојде, Оливера. Добро утро, Сузе. Голема благодарност што ме поканивте утрово на вашата програма. Сакам да ги поздравам сите гледачи на Алфа телевизијата и голема благодарност до целокупниот тим што често спрема убави емисии и ни го разубавува денот. Секојдневието, така е. Драго ми е што нас не поврзуваат толку многу нешта. Верувам дека и дел од гледачите ќе се пронајдат. Тука не поврзува Битола. Извинете, простете, и вчера имавме гости од Битола и денеска имаме гости од Битола, не значи дека и утре ќе имаме гости од Битола, да сме живи и здрави ќе видиме, но така се поклопи нештата да нашите гости кои што имаат што да кажат, што да промовираат и што да споделиме заедно со вас се од мојот и од градот на нашата денешна гостинка, која што пак долги години живее на еден најдалечен континент, Австралија, поточно Мелбурн, така нели? Последниве неколку месеци во нашата татковина во Македонија, каде што можеби постојат шанси дека и за секогаш ќе се вратиме назад, така Тоа нели? е желбата. Тоа е да желбата. се остане, да. Тоа е тенденцијата. Да. Така, посакувам да биде токму онака како што ти и семејството тоа ќе го одлучите. Инаку, Оливера ни е мајка на 4 синови, Така. сопруга пред се и баба на колку внучиња? 3 внучина. 3 внучиња, нека се живи и здрави. Хвала. Колку се ти е инспирација за да ги нижиш така прекрасно сите зборови, што во проза, што во поезија? Па, фамилиарните вредности се најголема инспирација за пишување на поезија, исто така и на некои раскази, што се напишани по настаните што се случуваат во семејството. Така. Пандемијата беше период кога ја исцрпи и ја подигна целата инспирација потиснувана во тебе од детството. Така, и ако пишуваш од мала, првата збирка на поезија ја издаде токму во екот на пандемијата, нели? Така, додека многу луѓе се жалеа од пандемијата, мене ми донесе многу бенефици, пред се да си го исполнам своето его, така што долги години не дека се криеше талентот во мене за пишување, јас пишував уште како дете, на рана возраст и дилемата ми беше секогаш дали сум родена за да пишувам или се родив со тој талент. Па во животот секогаш фамилиарните вредности ми беа на повисок пред се да ги задоволам повеќе приоритет него моите приватни или моите лични интереси, па затоа се договлечуваше ова мое прозно и поетско дело. Ковид пандемијата ми донесе навистина многу време, затоа што... Вие бевте тогаш и во Австралија. Така, Австралија да. беше единствениот континент кој што ги затвори, направи локдаун, ги затвори границите и немаше ни влез, ни излез, ни ин, ни аут. Да, 260 дена во Викторија, најстрог карантин што постоеше во светот и не смеевме од 5 километри повеќе да одиме. Да се движите? Наравно дека имавме некои привилегии, да се патува повеќе ако работиш во здравствени установи или во друго. Во тоа време јас си најдов така една утеха и како да го исполнам времето, да не биде празно, па се посветив на романот, што не значи дека романот е напишан за кратко време, тоа се случувања што се случувале 50 години во мојот живот. И тогаш си помислив, значи првите 50 години од животот ги посветив на фамилијата, на децата и на сите околу мене, сега е време да се посветам на себе. Па затоа и мојата прва поезија книга е баш испечатена на мојот 50-ти роденден.
И така после тоа почнаа да се нижат делата, магични љубовни зборови, тоа е мојата втора поезија. Одмрзнати чувства, трета книга на поезија, што излезе минатата година, и Лавиринт на вистината, кој излезе измеѓу овие книги, кој има една многу интересна тема. Уствари не опфаќа само една тема, го опфаќа целокупниот наш живот денешницата, па и некои случувања што биле во крајот на минатиот век. Така, секоја чест на вистина. Како во Австралија се има однос кон книгата? Дали луѓето таму читаат? Кои генерации најмногу читаат? Што повеќе се чита, поезија или проза? Па, тука сега тоа е едно дискутабилно прашање што не би било баш исто за младата генерација, затоа што имаме веќе трета, четврта генерација на иселеници од Македонија. Постарите повеќе сакаат така нешто пократко, со емотивни, носталгични теми, нешто да ги гибне адреналинот, да ги размрда, да ги потсети нешто за татковината, додека помладата генерација е повеќе на романи и нешто помодерно. Так. Предмет на интерес денеска најмногу ќе ни биде Лавиринтот на вистината, кој што е твојат роман со кој ти велиш дека се гордееш и дека е роман кој би требало да го има и да го прочита секој битолчанец, битолчанка, бидејќи овде се користат толку битолски изрази, па и стари турцизми некакви кои што се присутни во нашиот битолски дијалект, а и воопшто се присутни во нашиот жаргон. Секојдневно ние додека говориме, често ни провејува и по некој турцизам кој што е многу симпатичен и е рефлексија на се она што низ вековите ние сме доживувале и што се случувало во минатото. Кажи ми, тука ги споменуваш и печелбарските саги, печелбарските приказни и се она што луѓето на ова поднебје го доживувале. Од што се инспирираш? Имаше ли некоја вистинита приказна поврзана со Лавиринтот на вистината? Пред се, тоа е автобиографски роман. Значи, многу настани, се вистинити и секако дека се пластично изработени и на многу психолошки начин е објасната денешницата, чувствата на печелбарите. Но пред се, ќе кажам дека јас сум многу горда на тој роман, што така собрав една сила во мене, да се сите чувства што долго време се тлеа, се таложеа во мене, да ги обработам на мој начин и да ги донесам во една збирка што мислам ќе послужи во иднина. Не е тука поентата нешто само да се пишува, но да имаме зошто пишуваме. А мојата цел да се напиши овај роман беше тоа што живеев долги години надор од својата татковина, па да речем и од својата родна Битола. И колку си подалеку од родното место, па почната Врвца е се подсврста, повеќе те влече носталгијата. И така, живејќи надвор, видов дека некако правиме една голема разлика. Прво, во зборовите, во разговорот, на некои зборови што јас како дете сум ги употребувала, веќе почнаа да исчезнуваат. Прифаќаме се што е помодерно, што е туѓо, нашето го забораваме. И значи, што се случува тука ако едно дрво нема корен, така и за народот и за нас. Ако немаме минато, немаме... Не можеме ни иднина да очекуваме. Не можеме така, да. Значи тука самите постепено си ја губиме нашата нација и тоа беше тоа што ми даде поголема желба да ги напишам тие стари зборови со фусноти се објаснати во романот, што значат да имаме доста битолски турски зборови што ги употребуваме ние, но тоа не значи дека романот е пишуван на битолски дијалект, значи јас користам литературен македонски
јазик во романот. Многу е лесен за читателите, а тоа со право ќе си го кажам, затоа што многу читатели кажале дека е лесен, се чита во еден здив, значи за 2 дена романот веќе е прочитан, така што читателите добиваат некоја филмска слика дури и си го визуализираат моќно, да? Плюс имам и така неколку убави коментари што секоја млада особа треба да го прочита романот, да биде спремна за животот, затоа што животот е како јас лично имам така некоја своја мисла дека животот е рингишпил. Независно така во животот се наоѓаме во било која корпа, но секој од нас бил некогаш на дното, од тој рингишпил некогаш горе. Сега како ние ќе се однесуваме. Затоа и ликовите што се во романот нема црни ликови. Сите во дадено време, во дадена ситуација се и бели и црни. Затоа што морало така да биде во тој момент. Така. Времето си носи луѓето како ќе се однесуваат, значи како се однесуваме на повозрастни години, не може така да се однесуваш и во рана младост. Така. Секоја чест јас едва и чекам да го читам романот, а ќе го читаат и двајца наши гледачи при крајот на разговорот на двајца наши редовни гледачи или гледачки. Ќе доделиме по еден примерок од најновиот роман кој што се продава, точно да им кажем информација каде. Сакам книга, книжарите низ Скопје, но за гледачите и љубителите на пишаниот збор, а што не се од Скопје, можат да го нарачат на телефон на Сакам книга или на онлайн на веб страницата. Романот е преведен на англиски и на албански јазик. Моментално се преведува и на руски јазик, што имам голема чест. Русинкината Олга го преведува во Москва, па со мојот роман Лавиринт на вистината ќе ја представува македонската книжевност на 24 мај, денот на книжевноста, и сум многу горда за тој успех. Браво, Оливера, навистина многу ми се допаѓа и ми годи овој амбициозен пристап кон книгата да се преведува на повеќе јазици кои што во светот се говорат, и едва и чекам да видам какви ќе бидат подоцна, неколку месеци подоцна впечатоците и од ова руско издание. Со твојот сопруг Бубе, кој што е инаку наш искусен долгогодишен музичар, мој колега, со кој толку многу сме соработувале и сме се дружеле во годините пред вие да се сретнете. Вие не сте само тандем на приватен план, туку сте одличен тандем и на професионален план. Така. Многу твои текстови се веќе дадени им се ноти и веќе станале хитови музички. Штета што ние во моментов немаме прилика да погледнеме едно видео. Најдобрата композиција на Роса беше токму производ твој и на Бубе, но кога Бубе ќе ни гостува наскоро на Утринската наука, ќе можеме да видиме за што станува збор. Така, таа е песната Ној Квајлом, што испод се има направено за незе. Минатата година исто во февруари мој текст, Комитска желба, се испеа на Гоце Фест, со тема секако за Гоце. Пред едно 12 години Бубе го сними неговото прво CD со неколку текстови, мој лично неколку текстови, на мајка ми, Кико Христијан, Недо, Битола во срцето, песната исто е испеана од Бубе по моја иницијатива. Значи, јас пишувам, он свири, но дома е обратно. Тој свири, а јас играм. Браво, браво, секоја чест. Мора да ми ја кажете тајната за оваа ваша добра синхронизација, која малкумина успеваат рака на срце да ја постигнат и да ја одржуваат низ годините. Како е да се биде мајка на 4 синови, а да се остане нежен во срцето? Синовите тие ја ствараат таа топлина и нежност во душата. И сега во последно време и внуците нема поубаво нешто чувство кога ќе се јават, пошто сега они живеат во Австралија, само сме ние тука, јас, Лјупчо и немалиот син Кристијан кој е 13 години. Врската е многу тесна, носталгијата е многу длабока и голема, но често се слушаме, се гледаме на Вибер, најмалата внука
знае да прати по некоја порака на телефон и одма ќе се јави на Вибер и кажува на мајката: мамо, баба ме бараше, јас не ја барав, но морам да ја слушнам и да ја видам баба. Со фамилиарните вредности се нешто што даваат голема инспирација и приоритет во животот и поголема мотивација за да пишувам повеќе, затоа што пишувам и за внуците, и за синовите, за фамилиарните вредности, тоа си е све поврзано едно со друго. Секоја чест. Јас помнам пред многу години, 30 и кусур години има, кога јас патував во Австралија и престојував таму некое време, толку многу се чувствува километрите и далечината, што мислам дека имаш представа дека си негде каде што никогаш нема да се вратиш. Колку успеваш сега со помош на модернава технологија, достапни ни се сите овие нешта, го споменавме и Виберот, комуникацијата и така натаму, колку успеваш да ја намалиш таа празнина која што ја имаш? Празнината не може да се намали, но е како ќе ја пренесеш на околината. Затоа што сепак далечината си го прави своето и е многу тешко што јас во таа земја во Австралија поминав 35 години. Тоа е повеќе од 1/3 од мојот живот. Значи, дали ми е таа моја земја или е ова, не можам и тоа точно да го објаснам. Оди таму мисли за тука, дојди тука мисли за таму, но сепак... Напиши си некој збор, поплачи си и така поминува животот. Но среќа што имаш каде да ја извадиш таа твоја инспирација и таа твоја емоција. Мислам дека имаме гледач на линија, токму затоа и упадна во зборот. Сакаме да поздравиме некој или сака некој да те поздрави, па и да подариме 2 романи, може? Како не? Така, одлично. Кого имаме на линија ова утро? Ало? Добро утро. Сузе, добро утро. Добро утро. Ваш редовен гледач и ваша читателка. Многу ми е мило. Така, стално се слушаме кога се книгите во прашање. Еве да ја поздравам гостинката и себе и чекам книга. Поздрав до вас. Одлично, супер. Еве лавиринтот на вистината. Благодарам. Го доделуваме токму вам, ви го доделуваме вашите податоци, ќе ги оставите во режија, така нели? Оставени се, да, многу ве поздравувам и секој добро да се Благодарам. Секој добро и вам ви посакувам, убав ден, среќен понеделник, имаме уште еден гледач и вториот всушност добитник. Добро утро. Ало, добро утро. Среќен ден, повелете. Поздрав до вас, Сузе. Благодарам. Те гледам секое утро. Поздрав и до вашата гостинка. Поздрав и до вас. Многу љубител на романите и на книгите. Би сакала да добијам еден Еве, втората и последна за денеска, вториот подарок, токму оди за вас и вас ве молам да ги оставите податоците во режија. И на уште една напомена за сите дека рокот на подигање на подароците е 2 седмици заради тоа што ни се создава хаос и ни се создаваат непријатности, значи од пултот на Алфа телевизија, каде што постојано има мои колеги, можете да си ги подигнете сите подароци, овие и останатите. Убав ден посакувам. Еве доделивме подароци, израдувавме некои кои што се навистина, би рекла зависници од убавиот збор и ги има такви многумина, помеѓу нив сум и јас, верувам и ти и многу други кои што редовно читаме, консумираме книги и си го продлабочуваме и речникот, и си ја фантазијата си ја билдаме и на некаков начин си го разубавуваме животот, бидејќи книгата е вистинска терапија која мене многу ми помогнала во животот. Велиш во едно твое интервју, душата на поетот не е чешма да се пушти и да истече. Многу убаво кажано. Тоа е точно, затоа што кога ќе пуштиш чешмата тече вода, но ако е расипана, некогаш ќе капи. Така и душата на човекот. Барем јас како поет, така се и поетеса, така се чувствувам, затоа што емоциите доаѓаат секојдневно. Јас лично работам на дали е тоа на поезија или проза, секојдневно има некои денови повеќе или помалце, но секогаш доаѓа по некоја инспирација, некое зборче, некоја строфа се запишува, па така се собират материјали за воиднина. Така, постојано се надминуваме себе си. Така, а исто во романот, како увод, имам запишено дека
ако сакаш да дознаеш каква е душата на човекот, ќе го прашаш и по одговорите ќе видиш каков е човекот по разговорот. Но за една книга е многу неправедно да се даде коментар по кориците, јас баш лично тоа би го рекла, за да се види душата на книгата, треба да се отвори и да се чита. Така, амбалажата не би требало да ни е пресудна, точно така. Подароците ги подаривме, на крај на разговорот ги оставивме наградите. Кажав дека си наградувана на 2 континенти, а всушност и сега доаѓа период во кој што ги сумираш впечатоците од последните награди. Само изминатава седмица доби неколку награди. Еве вака, ајде да ги споменеме сите. Таа ми е една од најдобрите и најблагодарна награда, затоа што се конкурира на анонимен конкурс. Тоа е друштвото Глигор Прличев од Сиднеј. Секоја година ги организира тие награди за поезија и проза, каде што има неколку теми: поезија за млади и за возрастни, проза за млади и за возрастни. Минатата година јас учествував во 3 од тие 4 теми, па добив и 3 награди, значи од 12 награди 3 беа мој, второ награден расказ, второ наградена поезија за возрастни и трето наградена поезија за деца. Неодамна исто добив трето место за диаспора, од некаде од 6000 и нешто доставени дела. Таа награда исто ми е една од драгите награди, затоа што жирито не е од Македонија, е од неколку континенти, од Америка, Торонто. Имаше жири комисија што никој со никого не се познава и тие така ми се награди стварно драги, затоа што мислам дека се заслужени. Секоја чест. Секоја чест, навистина, јас многу се радувам што ова утро представивме една талентирана, успешна битолчанка со светски манири, која што ги освојува светските пазари на книгата, ги преведува своите дела на повеќе јазици и само еве уште да ми кажеш што е следно и што да очекуваат читателите, нешто друго. Минатата недела исто ми излезе од печат 4-та збирка на поезија, се вика "Слушни го срцето", но не стигнаа да испорачат и да ја покажеме денес. Во тек е и се подготвуваат последните подготовки на расказ поезија, раскази, некаде околу 15 кратки раскази, што красната рецензија на професорката Гордана Такец, мислам, ќе го долови вкусот на читателите и да им даде така желба да го побара тој роман, исто можам да го наречам, ќе биде, со разни теми има. Значи, теми за љубовни теми, носталгични теми, патриотски теми. Секој во мојата поезија секој ќе се најде некаде во нешто, така се напишани сите овие дела и понатаму исто така ќе бидат напишани. Па ќе искористам ова прилика да ја поздравам исто нашата сограѓанка Гордана Такец, еден голем поздрав за незе. И при крај е и уште една подготовка на уште една моја збирка на поезија, тоа ќе биде 5-та поред. Насловот е така еден многу несекојдневен наслов, што се вика "Време безвремено". Со таа книга би учествувала оваа година на Струшките вечери на поезијата за наградата Стојан Христов, затоа што јас живеам на 2 континенти. Па некаде 55 песни се таа збирка е составена од 55 песни кои се поделени на 2 циклуси. Време безвремено, значи се пишува за све и се што. И нешто што нема рок на траење. Така. По самиот наслов ќе се долови темата и содржината на таа поетска збирка.
Многу ми е мило што имавме вакви убави минути посветени на книгата, на твоето творештво и на се она што ти го работиш низ годиниве. Еве јас се приклучувам кон поздравот за нашата сограѓанка и многу драга пријателка Гордана Такец, која што е жена, една голема величина за Македонија и за регионов, би рекла, бидејќи таа е жена која ги сруши сите стандарди, која што се надмина себе си многу пати и докажа дека и во трето доба можеш да бидеш многу успешен, многу креативен и многу посебен во се она што го прави, жена која ги прави најдобрите литературни конкурси низ земјава и многу ја поздравувам доколку не гледа во овој момент. Оливера, многу ти благодарам што дојде во ова утро во утринската на Алфа. Споделивме с многу нешта, можеби нешто пропуштивме, но сигурно ќе го направиме тоа во некое следно дружење кога ќе имаме што да промовираме ново. Уште еднаш благодарам за времето и голем поздрав до вашите гледачи. Благодарам.